Девојчето со кибричињата. Беше новогодишна ноќ и снегот вееше неуморно. Надвор, на улица, едно босоного мало девојче, тресејќи се од студ, им ги нудеше со треперлив глас своите кибрити на забрзаните минувачи. Тој ден таа не продаде ниту еден кибрит. И ако се вратеше дома со празни раце, незиниот татко сигурно ќе ја прекоруваше. Низ прозорците на осветлените куќи, девојчето гледаше среќни семејства, собрани околу запалени камини. Таа го имаше само татко и откако незината сакана баба одлета на небесата, за да се засулни од ледениот ветер, таа се склопчи во еден ќош помеѓу две куќи и запали едно чкорче од зидот. Од топлината на веселото мало пламенче се појави една голема заоблена сјајна печка со бронзени рачки. Колку прекрасна топлина, прошепоти девојчето. Таа сакаше да ги пружи примрзнатите рачиња кон топлината. Кога пламенчето згасна, а печката ичезна, така таа запали уште едно чкорче од зидот и малото пламенче повторно танцуваше помеѓу незините дланки. Светлината од трапеза на која имаше печена патка полнета со јаболка. Околу неа имаше топли компири и грашок. Пламенче, те молам, избори се, остани, не исчезнувај, не гаси се сега. Меѓутоа, пред да можеше малото девојче со кибритчиње да си земе барем еден компир, пламенот згасна и се ичезна. Веднаш таа запали уште едно чкорче и пред неа се создаде миризлива темно-зелена новогодишна јелка. Јелката беше украсена со разнобојни лампиони и осветлена со безброј мали свекички, како оние во најубавите излози. Остани уште малку, јелко, не исчезнувај во темнината. Толку си убава, остани на виделина, шепотеше девојчето. Но и тоа чкорче догори, а јелката исчезна во темнината. Со незините рачиња, модри од студот, девојчето извлече од кутијата уште едно чкорче и го запали од зидот. Овој пат пламенот засвети најсјајно, а пред неа се појави блескава фигура облечена во наметка од светлината. Бабо, извика девојчето, те молам, немој ти да ичезнеш. Потоа, девојчето зграпти цел сноп чкорчиња и ги запали, надевајќи се дека така незината баба ќе остане со неа подолго. Чкорчињата светеа силно заслепувачки како звезда и топло како бунда. Бабата нежно ја прегрна својата внука и ја крена во рацете. Потоа, бабата и внуката одлетаа кон небесата, се повисоко и повисоко, во свет во кој нема глад, студ или темнина.